СДСМ и ВМРО ДПМН денеска повторно си разменија жестоки пораки. СДСМ обвини за селективна правда по Кочанската трагедија, а од друга страна ВМРО ДПМН им вратија дека се синоним за криминал, неспособност и предавство. Зошто началникот на крим полицијата во Кочани, Томо Донев, не е меѓу преведените? Како е можно ниту началникот на СВР Штип, ниту началникот на крим полицијата во Штип исто така да не се опфатени со истрагата? Законските надлежности на полицијата во Кочани и Штип се директно поврзани со безбедносните пропусти таа вечер и непосредно пред трагичниот настан. Да постапеле, дискотеката ќе била затворена на време пред да се случи трагедијата. Со едно законско постапување можело многу да се промени. Најважно, можеле да се спасат животи. Дали овие луѓе се под политичка заштита на Панче Тошковски и ДПМН? СДС со години ја туркаше тезата дека ако Македонија го смени уставот и ги внесе бугарите, нема да има нови барања од Бугарија. Тоа сега испука како меур од сапуница и се покажа како најголема лага. Почитувани, сега е повеќе од јасно за секој еден човек во Македонија дека СДС ниту знаеле што прават, ниту имале план. Ден за ден политика базирана на целта да се остане ден повеќе на власт. ВМРО ДПМН спречи понижување на државата. Доколку се дозволеше СДС да го промени уставот, се на што предупредувавме ќе и висеше на врат на државата. СДС е синоним за криминал, неспособност и предавства. Сега сите можат да видат колку ја деградирале Македонија.